додека актуелната власт се созема од добиениот нокдаун и најавува дека ќе почнела од нула, идната власт на ВМРО ДПМН подсетува на програмата Платформа 1198 и на дел од инфраструктурните проекти токму за општина Јегуновце. А тоа се реконструкција на патниот правец Желино-Јегуновце и патниот правец Лешок-Шемшево до 2028, реконструкција и изградба на локалниот пат Копанце-Туденце, локален пат од Туденце до Сиричино, реконструкција на пат во Сиричино, реконструкција на локални улици во Јегуновце, до изградба на фекална канализација во Јанчиште и Подбреđе, изградба на фекална канализација во Ратае, изградба на повеќе наменско спортско игралиште во Старосело, изградба на регионален пат Рогачево и тампонирање на пристапни патишта во Јанчиште, Подбреđе, Копанце, Раотинце, Туденце и Прелюбиште. Нашата цел е пристојна држава. Нашата цел е правна држава. Нашата цел е стандардна држава, а не ненормална држава на која сите и се чудат. Ненормалноста во политиката не може никогаш да биде третирана како нормалност. Држава во која нема да се срамите од оние кои ве представуваат. Држава во која никогаш нема да заборавиме и кога одиме надвор, и кога предлагаме функционери, и кога именуваме дипломати, и кога водиме разговори и преговори, дека ќе заборавиме импресионирани од величината на некои политичари на основната цел за која сме избрани, а тоа е Македонија да биде горда, а Македонија може да биде горда само ако е народот горд, односно граѓаните горди. Тоа значи ако е Македонија на граѓаните, ваша, твоја, тоа значи Македонија. Слушаме дека од речица, од Али Ахмети, неколкумина околу него, стига вест дека не сум бил јас тој кој што ќе кажува кој ќе ја формира идната влада, туку народот. Под тука можам да кажам дека и за прв пат се сложувам со Али Ахмети. Точно народот кажува кој ќе ја формира идната влада, народот кажал, еве го народот. Народот кажува кој ќе ја формира идната влада. А народот кажа дека после 22 години Али Ахмети дуи одат во опозиција. Мојата следна цел лична е да направам, зборувам во прво лице еднина, а тука ја очекувам и вашата помош, се што е возможно во рамките на законот и уставот и демократијата, Македонија да ја ослободам од Али Ахмети, дуи и криминалците со кои што тој е ослободен. И ова не го зборувам како што тие мене ме обвинуваат дека сум бил антиалбанец. Со исклучителна намера тоа го кажувам од Јегуновце, каде што огромен процент се нашите сограѓани албанци. Ова го зборувам затоа што Али Ахмети имаше шанса да ја заврши својата политичка кариера како идеолог. За жал, тој се обкружи со мала група на криминалци, кои што пред се ги плячкаат токму албанците, а потоа и сите нас граѓаните во Македонија. И затоа тој заедно со нив својата политичка кариера ќе ја заврши како обичен криминалец. Кога Демократската унија за интеграција и тие малкумина таму се нападнати за криминалот што го прават, тие секогаш вртат на шовинизам, на национализам и вртат да шират омраза помеѓу нас. Не. Нашата задача, како коалиција Твоја Македонија и ВМРО ДПМН, е на нивниот раздор да одговориме со обединување. Обединување околу бројот 2, околу идниот председател, Гордана Силјановска-Давкова, околу ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Ве повикувам да ни се приклучите. Не им верувајте. Не им верувајте.